Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. А денес во црвена линија отвараме тема која се секојдневно не засега сите нас. Безбедноста на пешачките зони во Македонија. Дали парковите, пешачките патеки, тротоарите, пешачките премини кои треба да бидат најбезбедното место за движење, всушност се претвораат во зони на ризик и трагедии. Статистиката е загрижувачка само во 2024 година. 24 пешаци го загубиле животот во сообраќајни несреќи, а над 850 биле жртви на различни инциденти, од кои 214 со тешки телесни повреди. Во просек на секој 2 недели на македонските патишта гине по еден пешак. Оваа црна бројка не се намалува и покрај бројните апели и кампањи за поголема безбедност. Особено потресен е последниот случај, што ја потресе и јавноста. Скопјанецот Ј.Н., 68 годишен, беше смртно прегазен на пешачка патека, буквално пред својот дом, на кејот кај Жабарот во центар. Оваа трагедија е само уште еден доказ дека никој не е заштитен, дури ни на местата каде што треба да се чувствуваме најбезбедно. Причините за ваквата состојба се повеќе слојни. Непочитување на сообраќајните правила од страна на возачите и пешаците, брзо возење, недоволна полициска контрола и лоша инфраструктура. Секојдневно граѓаните се сведоци на опасни ситуации, а многумина од нив веќе не се чувствуваат сигурни никога преминуваат на обележан пешачки премин. Што треба да се промени за пешачките зони конечно да станат безбедни за сите? Дали трагедиите ќе не натераат да превземеме конкретни мерки или ќе останеме само на статистиката и апелите? Возачите се жалат дека пешаците поминуваат на необележани места. Кога поминуваат преку улица, не застануваат и не погледнуваат лево-десно. Зборуваат на телефон, поминувајќи ги пешачките премини. Младите со слушалки на ушите учествуваат во сообраќајот. Постарите лица не ја почитуваат светлосната сигнализација и зачекоруваат на црвен сигнал. Многу пати застануваат и прават муабет насред пешачки премин. Во Европската Унија има обука за премин преку улица на пешачки премин за деца, но и за возрастни над 65 години. Темата за денеска е дали возачите доволно ги почитуваат пешаците и колку самите пешаци внимаваат каде се движат. Очекуваме да ве имаме во поголем број, како и во секој едно наредно издание на Црвена линија. Кога сме кај прашањата, подсетување да не заследите на Инстаграм, профилот е Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија, веднаш кликнете на Инстаграм стори и одговорете на денешното прашање. А еве како изгледаме таму. Прашуваме дали пешаците доволно ги почитуваат правилата. Како што гледате, 2 полиња со 2 опции за одговор. Да, не. Кликате на полето кој што го содржи вашиот одговор, а ние се разбира анкетата ќе ја пресметаме во проценти и резултатите ќе ги соопштиме по рекламите во ова издание на Црвена линија. Во продолжение, пред да почнеме со дискусијата и вашето учество во живо во Црвена линија, да го погледнеме и прилогот на Симона Петровска. Едниот на пешачката патека во центар, другиот на улицата Шарпланина во Ѓорче Петров. За 2 дена во Скопје двајца пешаци загинаа откако беа прегазени со мотоцикл. Јавноста бара одговори, а надлежните лоцираат прекршоци. Треба малку повеќе ангажираност полиција да има, да ги прати овие случаи. Стварно е катастрофа што се дешава. Сите треба да ги почитуваме знаците. И зошто не ги почитуваме е посебно прашање. Возат брзо и не внимаваат. И тоа е. Затоа пешаците мора да внимаваат поради возачите бидејќи не внимаваат. Толку. Во јуни се случиле 27 сообраќајни несреќи со мотоцикл. 2 биле со материјална штета, 15 со телесни повреди, 9 со тешки телесни повреди и 1 со смртни последици. А за возење без кацига, дозвола и регистрација за 6 часа, МВР санкционирало 429 возачи на мотоцикли. Од нив 267 возачи не користеле заштитна кацига за време на возење, 83 возеле без возачка дозвола,
12 мотоцикли се одземени поради истечена сообраќајна дозвола и предизвикување голема бучава. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата апелираат до мотоциклите да не возат на места каде е забрането и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Сите ние сме учесници во сообраќајот и сите ние сме потенцијална жртва на сообраќајот, се разбира. Затоа и апелираме да бидеме внимателни. Доколку сите ние сме внимателни, концентрирани, одморени, фокусирани и ги почитуваме правилата и прописите, ќе бидеме тогаш 100% безбедни во сообраќајот. За случајот во кој животот го загуби 68-годишник откако во него удри мотор, а возачот избега, од МВР вела дека тој е познат на полицијата и кога ќе биде пронајден, ќе биде приведен. Од општината Центар го осудуваат инцидентот и бараат сторителот веднаш да биде пронајден. Додаваат дека во повеќе наврати од МВР побарале засилено присуство на полицијата низ улиците во Центар за регулирање на сообраќајот и намалување на хаосот. А сега време да ве слушнеме вас. Она што денес Црвена линија ве прашува е дали возачите доволно ги почитуваат пешаците и секако дали пешаците доволно ги почитуваат правилата во сообраќајот. Секако секој од вас од каде и да се јавувате, од кое место, град, регион, од земјава, слободно можете да ги пренесете еве вашите искуства како учесници во сообраќајот, дали како пешаци, дали како возачи, и еве да дадете одговор на денешното прашање. За оние кои што ќе посакаат да се вклучат за прв пат, а ќе ми биде драго да ве имаме и вас, секако доволно е да се заврти нашиот број 023070005, но ве замолувам уште на самиот почеток, исклучително важно техничко правило е да е намален целосно тонот на ТВ приемникот. Ајде да слушаме од вас, еве, дали возачите доволно ги почитуваат пешаците и колку самите пешаци всушност внимаваат каде се движат. Како вие ја оценувате сообраќајната култура и состојба во земјава? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Сообраќајната култура во земјава е слична како и сите други видови култура, значи многу блиску до нула. Сакате еколошка, сакате било каква култура, значи. За жал, ние сме еден народ многу неук, многу не... може прега и прејак збор нецивилизиран, ама може би стварно е така да се признаеме еден народ искомплексиран со... Дали си ги лечи комплексите од лошиот живот со тоа што вози 120 на партизанска, па моторџи тука терор, јас живеам во Карпош 3, терор секоја вечер од моторџи, 120 возат, тоа брмчи, тоа се јавувам на 112, џабе што се јавувам. Ја мислам дека тоа фрустрација на луѓето возат брзо, затоа што буквално во Македонија се живее убедливо најлошо во Европа, тоа сум убеден, јас имам прошетано пола свет и цела Европа, и тоа е еден вид издувен вентил на луѓето, возат како луди, не гледајќи многу ни за својот живот, ни за туѓите животи, затоа што животот во Македонија 5 пари не вреди, еден катастрофален живот, една беззвездна живеачка. Моje мислење чисто еве се Забележувате ли еве и контрола на улиците, особено во викендите и во ноќните часови? Не, тоа само кога ќе има некоја голема несреќа. Така, големо благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас, продолжете да не гледате, следуваме и со останатите гледачи. Добар ден. Роме. Повелете. Поздрав ти. Господине Роме, еве таму од каде што ни се јавувате, дали еве се почитуваат правилата и од возачите, но и од пешаците? Немат никакви правила од возачите. Јас сега идав од едно село Дрстаница, во Биџево. И ко помине во крај мене возилото, што да ти кажам, колку можеше толку, чадо е црни. Никаква култура немаат возачи. И овие моторџиве. Во Биџево има ли доволно еве контрола сообраќајна во однос на тоа да не се диве? Што сакаш прави, тие не поштове луѓе за да ги поштове. Овие возачи немаат никаква култура. А знаеш ти на што треба да имат? Полицајец, како во турските филмови.
во цивил. Полицајците во цивил. Ја ги гледам турските филми. Зашто ја бев глумец, може да ти кажам. И тука треба да има полицајци, ама не во униформа, во цивили. И одма да ја фатат и да ја пријават. И право затвор. Зашто животот, не мисле тие за животот. Мисле само да возат, да се правят важни. Тоа е важно за ними. А не ми е важен животот на луѓето. Сега и од пешаци некој е виновен, ама почне е виновни возачени. Така е тина. Ја и Струга, кој ќе појдам, така исто. На Струга и Бичево 7 км разлика имаме. И жена ми покојна беше од Струга првата жена. И затоа ја вода во Струга, за само пее во Струшки бисери. Така, благодарам и ве што ни споделивте не само со Црвена линија, туку и со сите оние кои што во моментот не следат. А верувам дека денес и како ќе ве имаме во голем број со оглед на тоа што ова е тема за која што сите не засега во земјава. Продолжуваме и понатаму со вклучување гледачи, но пред да го речам следното добар ден, да ве потсетам да не заследите и на Facebook ако не сте меѓу оние кои што не следат. Земете активно учество и на овој начин преку пишување коментари. Темата е објавена. Прашуваме дали возачите доволно ги почитуваат пешаците и колку самите пешаци внимаваат каде се движат. Еве вака изгледаме на Facebook. Пишувајте коментари, секако ќе бидат споделени со јавноста меѓу вклучувањето гледачи во живо. Продолжуваме сега телефонски. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Полицајците во цивил. Чудо невидено. Што секој еден ќе може да биде полицаец. Ќе изиграва полицаец, ќе фаќа луѓето за уши и право во затвор. Значи, не го бидува. Во сообраќајот и пешаците се учесници и возачите се учесници. Она што се случи во Скопје, во паркот, значи, возачот е и текако крив. Тој што го удри човекот, 68-69 годишен, кој што одеше да обави некои домашни работи. Значи, тој возач е, навистина треба да се санкционира салам. И таа улица, како прво, ја прикажавте снимката, се снимаше снимката на улицата, беше затемната таблицата на колата што врвеше по таа патека, по пешачката патека. Зошто е затемниште таблицата? Зошто? Колата беше на патеката. Немаше да дојде до никаков фалсификат, немаше за ништо лошо да биде обвинет. Тој што врвеше по патеката. Ќе беше обвинет за она што го направи. Благодарам многу за споделеното. Продолжуваме понатаму и секако не заборавајте да го заследите и профилот на телевизија Телма на Facebook, секако се постираат секојдневно вести и информации, се она што треба да го знаете и да сте квалитетно информирани. Така е постиран всушност и извадок, односно прилогот кој што и го погледнавме од страна на нашата колешка Симона Петровска. Кога зборуваме за сообраќајната култура, односно на што сме сведоци веќе секојдневно, а тоа е дека навистина како воопшто да не се почитуваат правилата. Ниту пак од возачите, ниту пак од пешаците. Сведоци сме и на секојдневни трагедии, па сега се поставува и прашањето всушност дали парковите, пешачките патеки, тротоарите, пешачките премини кои треба да бидат најбезбедното место за движење, всушност се претвараат во зони за ризик по животот и трагедии. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Здраво, како сте? Добро, благодарам на прашањето, верувам и вие сте добро. Да, супер. Според мене, возачите доволно не ги почитуваат пешаците, поради тоа што имам видено многу луѓе кои што не се стануваат на пешачкиот премин, иако има пешаци кои што чекаат да ја поминат улицата.
Исто така и пешаците многу не внимаваат каде се движат, поради тоа што се повеќе фокусирани на други работи, како например помладите се фокусирани на нивните телефони, кое што не е добро и не го гледаат патот, или понекогаш носат тие безжични слушалки кои што не можат да слушаат дали доаѓа некој автомобил. Исто така многу имам видено луѓе каде што се паркираат на пешачките зони, кое што е неправилно, но немам видено да бидат казнети. Ретко има пајаци по улиците, и тоа се главни улици, немам видено пајаци или полиција кои што би ги казнувала. Добро, а еве, според вас, кој помалку или повеќе ги почитува правилата, или взаедно се надополнуваат возачите и пешаците? Исто, народот исто се однесува, дали се возачи или пешаци, истото го имаат однесување. Благодарам многу за споделеното, за учеството во Црвена линија. Продолжете понатаму да не гледате, бидејќи дискусијата всушност допрва ќе се, верувам, интензивира и ќе имаме се поголем број вклучувања. А со тоа значи и ќе ве слушнеме вас, граѓаните, во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам малку погласно. Ало? Добар ден, одлично е, повелете. Бака сега. Прво сакам да кажам дека имаме ние во градот несоодветна сигнализација. Особено ние, лицата со попреченост, ние лицата кои сме потполно слепи и слабовидни, сме соочени со еден хаос кој навистина е многу болен, а и предходно, пред скоро време имавме таква една приказна каде со тротинет, јас со другарчето, он во количка, директно во нас, девојчето со слушалките на уши. Па еве, еден предлог, владата да воведе тие тротинети веднаш или да ги суспендира, или да се воведе закон да можат тие да полагаат А категорија. Бидејќи на вистина... Дали сте се уште на линија? Дали се исклучи гледачот? Нешто се прекина линијата. Верувам дека ме гледа гледачот. Ќе ви се заблагодарам. Може би еве ќе успееме да ве конектираме. Ако не се знае, повторно ве замолувам да го завртите нашиот број 02307 0005. Еве, од последното вклучување, секако особена тегобност е за лицата со попреченост. Особено лицата кои што како треба да се справат и само по себе е предизвик нивното секојдневие, а да не зборувам за учество во овој наш собраќај. Така да очекувам секој еден од вас кој што ќе се вклучи во Црвена линија, од каде и да се јавувате. Еве, низ ваше искуство, она на што сте сведоци како учесници во собраќајот, дали како пешаци или како возачи, на што сте сведоки, дали еве според вас има и доволно контрола и што е она што можеме да направиме за да се минимализираат ваквите трагедии кои што се почести се и се почесто не потресуваат сите нас. Добар ден, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден. На вашата екипа. Благодарам. Вака, јас сум благодарна од тие што возат, затоа што јас од прва ќе видам последна и едва ја одам и ми пуштаат место и јас многу сум благодарна од нив. Толку имам да ви кажам и пријатно. Тоа е се добро, многу куси, но многу јасни. Значи, еве гледачката сподели дека според нејзиното искуство, со оглед на тоа што е повозрасна, се разбере и движењата се побавни и тогаш особено треба да се внимава, има искуство и тоа позитивно дека возачите имаат трпеливост и ја пропуштаат. Добро, благодарам. Ке потсетиме само дека последната трагедија која што исклучително ја потресе јавноста е судбината која што ја доживеа 68 годишниот ЈН, човек кој што излегол на улица, односно пред својата зграда и тоа поминувајќи на пешачка зона на кеот
во непосредна близина кај Жабарот. Така да, иако мештаните, односно луѓето кои што живеат во овој дел од градот, во центарот, несомнено повеќе пати укажувале дека токму низ оваа пешачка зона поминуваат возила, мотори се без неа, а во малото, односно во овој дел, има и голем број на деца кои што во приквечарието излегуваат и играат. Така да тоа е пешачка зона. Соседите и целата јавност апсолутно бевме вознемирени од оваа трагедија и голем број реакции. Инаку, што се одесува до оваа последна случка, интересно е додека се снима инсерти, односно каде се случила оваа трагедија и несреќа, во многу кус рокеве гледате поминуваат без малку 3-4 возила. Така да, ете, дали сметате и што може конечно да се направи, бидејќи ова е нешто што сите не засега станува збор за безбедност во местото во кое што живееме, дали возачите доволно ги почитуваат правилата според вас и колку самите пешаци внимаваат како учесници во сообраќајот, дали може би треба да има многу поголеми контроли, што на што можеме да направиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, најнапред покрај возачите и пешаците треба да ги почитуваат правилата, затоа што јас себе сум од доселеното место Бутел, па навистина се возим безкомпромисно од страна на младиве мотоциклисти, затоа што они не внимаваат. Исто и со тротинетите. Ке ти пресече пат и не дури те навредува, те пцуе, некогаш и на етничка основа се случува тоа да те пцуја, да те навредуваат, што некогаш им одбиваш на глупост, некогаш не е во ред така. Затоа јас имам препорака до МВР, нека земе поголема активност. Бутел, Скопје Север, Чаир, како се вози со мотоциклистите, со електричните тротинети, исто така и велосипедистите. Те пресекува без разлика дали е пешачки, не е пешачки. Он си оди со точакот, му свириш да не дај Боже го удриш, он не, да ти мавта со рака, те пцуе. Значи, навистина ова што се случува е безкомпромисно. Трагедијата што се случи во градски парк е лоша, но сепак и треба да се поведе ред од страна на МВР. Нека има, ако треба, и во цивилка полицајци, и оние кои што не го почитуваат сообраќајот, нека бидат казнети. Јас тоа имам препорака до МВР. Големо благодарам и за споделеното и секако за препорачаното и тоа што не следите и учествувате активно во Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Пријатно. Добар ден. Дали се слушаме со гледачката, бидејќи таа рече пријатно, но еве да информираме дека... Ало. Добар ден, ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Па до сега јас зборував, меѓутоа дали бе приклучена или друг зборуваше, не знам. Значи, овие со предходниот гледач, како инвалидно лице, се согласувам, затоа што и јас сум слабовидна. Има возачи крајно безобразни, што лани се деси ме турна од самиот паркинг, јас на тротоар си одев, јас од Охрид, тој со срушка регистрација. Меѓутоа, ако не ме можеше да се деси инцидент и подкова да ме згадеше и ниту слезе човекот да праша како сум, ни ништо. Народот ми дадоа една женичка вресна, рече барем вода да ја купеше, да го избегне стравот на жената си бегате така крајно безобразни. И си замина луѓето пет пари не дава и јас не сакав паника, страм ми беше да се прави и си продолжи. Само што ми беше потинат сопругот а на самиот тротоар одев, инвалидно лице, слабовидно. Затоа и се согласувам со предходниот гледач. Треба повеќе да внимават, а тие што треба да се казват, треба да има држава и да ги казнат према правила и возачки да им одземат и се. Благодарам за споделеното.
Го цениме ова што го споделивте со гледачите и верувам дека е гласот на сите вас кои што како граѓани се вклучувате и давате одговори на денешното прашање, тоа е дали возачите доволно ги почитуваат пешаците и колку самите пешаци внимаваат каде се движат. И добро е што имавме гледачи кои што особено стави акцент на тоа дека е исклучителен предизвик, особено за лицата кои што се со попреченост, се разбира да бидат учесници во сообраќајот и да се чувствуваат безбедно. Добар ден. Добар ден, убав ден. Топол ден од Охрид. Поздрав, еве како е во Охрид, со оглед на тоа што имаше и... Екол, гужва невидена, возила многу, пешаци многу, внимание нула, така да за мене сите се подеднакво виновни затоа што со излегување од домот. Ние сите сме учесници. Дали ќе бидеме пред пешачкиот премин, дали ќе бидеме задволано, треба да ги пропуштиме пешаците. Сите сме одговорни, треба подеднакво секој на своето место да внимава. Пешакот да погледне лево и десно, дали иде возило. Возачот да погледне дали има некој затрчан пешак или било што. Животот е многу скап. Никој не го дал бакшиш да може некој да се игра со нашите животи. Меѓутоа, истото тоа и за возачите. Значи, воопшто не водат сметка каде паркираат. Затоа што има инвалиди, има, што се вика, луѓе кои што, да речеме, се возрастни, не може да се движат, значи, нормално. Пешачките премини, патеките им се заземаат со паркирање на сврхценните возила. Затоа си го потенцирам. Сите сме виновни подеднакво, на сите сме, си го сакаме животот и никој нема право да не го одземе животот. Еден живот да се изгуби е многу, а не да колку, значи имаме, да скоро гледа, 457 лица во последните 3 години погинале, значи во сообраќај. Сообраќајците да би... Благодарам за јавувањето и за споделеното. Овде некаде ќе ве посетам секогаш за да бидете редовно информирани. Кликајте и на tilma.com.mk и кога ќе кликнете во однос на она за што зборуваме денес во црвена линија, а и гледачот не ве подсети дека и во Охрид секако е горе-долу алармантна ситуацијата кога станува збор за почитувањето на сообраќајните правила и зачестената појава на сообраќајки и трагедии. Вест која што повторно потресе јавноста е она што се случуваше на 20 јуни, а тоа е дека беа прегазени пешаци на туристичка во Охрид, односно трагична несреќа која што се случи токму на кружниот тек на булеварот Туристичка во Охрид, кај мини маркет, и моторно возило марка Голф покоси двајца пешаци. Секојдневно слушаме вакви информации и секако денес токму во црвена линија ве прашуваме дали возачите доволно ги почитуваат пешаците, дали пешаците доволно ги почитуваат правилата и внимаваат каде се движат и дали има доволно контрола, што е оно што може да се направи за да се сите ние се чувствуваме безбедно и да ги почитуваме генерално правилата кои што не случајно и постојат во сообраќајот. Се со цел да бидеме безбедни и заштитени. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Сите сме одговорни во сообраќајот, меѓутоа пешаците се најзагрозени. Тие никого не можат да убијат. Јас живеам во Скопје и во ноќните часови звукот на моторџиите по улиците страхотно ме плаши кога сум дома. Тоа е неверојатно нешто, такво лудување и не знам што ќе ги спречи и очекувам тој безбеден град Сейф Сити, може би ќе ги сопре со многу големи казни, може би. Инаку страхотно е тоа што случува во летните часови, ноќни. Мислам дека пешачите се сепак најзагрозени. А еве, можете ли да ни споделите што се случува во ноќните часови, на што сте сведок? Ненормално возат, нас стои нешто на главна улица во Ѓорче. Ете, тука е моја стан и јас тука кога слушам се потресувам во домот внатре. Тоа е неверојатен звук во 1, во 2 пополнок, во 3 пополнок, во 12 часов. Ненормално е.
Не знам каде се сообраќајците, дали имаме сообраќајци, затоа велам го чекам тој проект Безбеден град, да може да ги казнува. Ете тоа го очекувам. Ненормално однесување, агресија кај младите луѓе што возат мотори. Тоа го констатирам. А и средбелден кога се движите по тротоари е ризично. Некој автомобил од една страна ти оди, од друга страна ти оди некој со тоа. Така, благодарам за споделеното. Еве уште еднаш и ќе ве охрабрам сите вие, споделете ги искуствата, еве како учесници во сообраќајот од местото каде што сте се јавувате, на што сте очевидци, односно дали ви се чини дека возачите доволно ги почитуваат пешаците и колку самите пешаци внимаваат каде се движат. Постои ли според вас и доволно сообраќајна контрола во однос на тоа кој како ги почитува правилата? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Значи, сообраќајна култура нула и од страна на пешаците и од страна на возачите. И друго едно, сакам еден апел до градоначалниците на Утел, Гази и Баба. Значи, од другава страна на Вардар или азијскиот дел на Скопје, како што го викаат, од Бит пазар према Чаира, Дишан и Бутел, како прво не е обележан патот, значи нема нигде ни пешачки, ни полна, ни испрекината линија. Не знам дали сте одели од Бутел према обиколницата, исто нема таму да вози почетник, не знам што ќе направи. Значи нема ни полна, ни испрекината линија. Во Железара, главната улица, имаш исто несреќа пред многу години, ставија 8 лежечки полицајци, нема ни обележен пешачки, ни полна, ни празна линија. Муабетот ми е дека сообраќајна култура не се прави со лежечки полицајци, него се прави со присуство на сообраќајна полиција. Но во оваа наша држава испоналупаа партиски сегди и полицајци и се живо и диво и ништо нема. Значи, првен апел, патиштата мора да бидат обележани. Дете од 7 години во Железара нема поима кај има пешачки премин, затоа што не постои пешачки премин на патот, ни полна, ни испрекината, освен лежачи полицајци. Според вас, еве, ви се чини ли, има ли надеж, еве, да биде подобро, односно да имаме безбеден сообраќај? Искрено, не. Затоа што кога ќе има присуство на сообраќајна полиција, нивното место е на... Благодарам многу за споделеното. Останете и гледајте ово издание на Црвена линија. Сега виднаш ќе ве префрлам и на Facebook, бидејќи пристигаат и првите коментари и ќе почнеме со коментарот на М. Еве што напиша. Пешачките премини не представуваат реална заштита. Тие се само бележани ленти без доволна видливост, лошо осветлување, избледени линии, физичка заштита, ударни стопчиња, лежачки полицајци, камери и без култура на почитување од страна на возачите и пешаците. Без почитување од двете страни ќе имаме само повеќе несреќи и нови жртви. Благодарам М. за пишаниот коментар и активното учество во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Мира сум по телефон. Ве слушам. Супер тема. Видете, сите кои сме возачи сме и пешаци, тоа е нормално. Може и да погрешиме и како пешаци и како возачи. А треба опрезност, тоа е број еден. Еве, 20 гледачи го спомнаа патот Чаир, Топанско поле, кај што живеат газиве. Значи, тоа е дива лига, да се разбереме. За нив нема семафори, нема пешачки, патот према Железара тачно не обележен со пешачките премини. Сега, сакам ја друго да кажам одека во ова емисија, ја живам во Избево. Значи, дали може преку вас нешто да се интервенира главната улица од кај црквата према џамијата, према пругата што иде, ова полиција поној само да постави камери. Ние што возиме и грешиме и секој греши, не го возат деца од 9, 10, 12, 13 години. Само главчето му се гледа. Има едно Ауди бело и Голф петка. Нон-стоп тоа дете се вози. Децата идат у продавница со коли. Значи, никој тоа не обраќа пажда. Ја работам во кругот на Железара и по таа патека 20, по тој пат што спомна гледачите, слушателите. Значи, не сум видел капа, а не полицаец. Капа не сум видел.
И кога се прави статистика на казните во Македонија, треба да се кажат толку биле казни да се... Ке подсетам, тајмерот одбројува 90 секунди за едно вклучување, едно јавување и секако информации многу преку видео и споделување од граѓаните има токму и на социјалните медиуми. Видео, односно снимка регистрирана со мобилен телефон, исклучително ја вознемири исто така јавност, имаше многу реакции, а тоа е како службено лице, полицаец практично паркира, и вака изгледа фотографијата, на пешачки премин. Како и да е, тоа е на една од улиците во градот, полицаец паркираше директно на пешачки премин, што предизвика реакции и незадоволство кај минувачите и возачите. Сега останува да ве слушнеме вас. Што е она што можеме да го направиме? Пред се Црвена линија и прашува дали можеби возачите се оние кои што повеќе или помалку ги почитуваат сообраќајните правила, дали пешаците внимаваат каде се движат, дали треба да има повеќе контрола и што е она што според вас мора прво да се направи за да се чувствуваме безбедно, бидејќи во последно време дури ниту во парковите, пешачките патеки, тротоарите, пешачките премини навистина не представуваат безбедност. Онаква каква што треба да бидат за оние кои што движат во сообраќај. Добар ден. Добар ден. Повелете. Значи преска што се исклучи гледачот. Значи, доживеав таков еден шок, јас слеп другарчева со количка, инвалидска, да тротинет во нас да не прегази. Дори има и полициски записник, дори се чудеа тие. Затоа сакам да замолам, прво МВР да воведе една санкција да тие што возат тие тротините да полагаат да имаат А категорија. Понатаму, не знам дали знаете вие, импортерите, продавачите на мотори, што продаваат, прават фалсификат. Ако моторот е со 150 кубика, го заведуваат како со 50 кубика. Дајте МВР на тоа нека обрни внимание. И тука сум да ви кажам кои фирми тоа го прават. Јас сум бил сведок. Значи, нашиот систем е корумпиран. И затоа овие сообраќајки се случуваат. Министерот Мата нека обрни внимание дека треба да стави ред, а не да шета и да излегува пресконференции и да ја фрла пердови на секаде. Благодарам што се вклучивте повторно. Да, паметиме дека се исклучивте, но еве Црвена линија секогаш го велиме тоа, додека траеме можете и повторно да се вклучите и за нови 90 секунди и секогаш кога ќе сакате да се надополните, да се доискажете и така натаму. Стигаат коментари, продолжуваме и со коментарот на Facebook на Горица Митревска. Еве што напиша господја Горица. Проблемот е во неказнувањето на учесниците во сообраќајот, било за пешаци, било за возачи. Полицијата треба без пардон да казнува, ама секој кој ќе сгреши, без разлика кој му се мајка и татко или каде работи, да нема повластени лица, дури награда за полицаец кој ќе казни висок функционер. Маја Васовик има напишано едноставно не на прашањето дали возачите доволно ги почитуваат пешаците и колку самите пешаци внимаваат каде се движат. Продолжете, пишувајте коментари. Добар ден. Ало. Добар ден. Во Црвена линија сум. Да, повелете, ве слушаме внимателно. Јас да кажам, јас сум од Гевгелија, да кажам во врска што ова е многу ситна тема за увези сега пешаците и возачите на пешачки премин. Значи, сообраќајот е висока голема тема. Значи, едукацијата ни е слаба во Македонија. Сега, ако ме разбирате, значи, не може на прва да полагаат тестови за Б категорија, а после за полигон и градска да имаат малку потешкоти. Значи, не може да биде тој возач за месец-два. Тој не ги знае и прво знаците. Значи, ја го предупредувам, не го предупредувам, МВР го замолувам да прво почне од комисиите за полагање. Значи, за тоа се случуваат најмногу на млади возачи такви тешки сообраќајки,
затоа што не се добро едучени и не се добро едукирани за значи не може возач да не го познава знаките или да не го види пешачкиот премин или ознаката, значи ознаките на пасоштите, да речеме лезици, што се нацртани, значи затоа се случуваат вакви тешки сообраќаи. И друго, ја мислам, треба да се почне од комисиите. Значи комисиите не се добри, значи не обучуваат добро. Благодарам за споделеното. Секако продолжете да не гледате. Ве досега можете да слушнете најразновидни искуства, сведоштва, ставови, мислења. Продолжете, вртете го бројот 023070005. Сега малку ќе ве префрлам и на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што навистина имаше сосема разбирливо огромен број на реакции, особено по последната трагедија која што се случи токму на пешачка зона, на пешачка патека на кеот на Вардар, каде што трагично го изгуби животот 68 годишниот ЈН. Еве какви коментари пристигна во однос на како реакција на она што се и самите граѓани сведоци секојдневно. Ќе почнеме со коментарот на Ивана Коцевска, еве што напиша: одете навечер во градски парк со мотори и 4 цикли, без неа таму. И тоа се деца малолетни. Јане Марковски напишала: која е причината што возат по пешачката патека? Мора да има некоја причина. Не вајда луди само онака им текнало да возат по пешачка патека. Реплицирано му е, одговорено му е, Гоце Игновски напишал: тие се жители во зградите кои сакаат да паркираат под прозор и ги мрзи да ги размрдаат нозете. Никој нормален од страна нема потреба да се движи со возилото на тој простор. Но во овој случај, барем според роднините, информациите на роднините кои што сведочеле, дека на моторот имало 2 лица кои бегале од полицијата. Односно, возачот на мотоциклистот избегал, а неговиот сопатник се здобил и со тешки телесни повреди. Продолжуваме со вас. Еве, како можеме да направиме побезбеден и подобар сообраќај според вас, кој повеќе или помалку ги почитува правилата во сообраќајот, возачите или пешаците? Дали имаме доволно сообраќајна контрола? Добар ден. Здраво. Здраво. Виделата сега, секој што е возач, пред се е пешак. Затоа, за да дојде до кола да се качи, мора да биде пешак некаде. Па макар и да излезе од колата, да излезе некаде, па да се врати, пак и пешак. Значи, еве, јас сум имал случај каде што пешаци се изненадувале како им запирам. Се чуди ме гледа како цели ушаре на врата, а му запирам на пешачки премин. Плюс тоа, запирам исто така на пешачки да пројдат сега пред скоро време у Маđари. Позади мене коли свират, а на самата улица има пешачки премини, и позади мене ке се тепа дори. Може да замислиш кој, да не го кажам по културен израз, од шофер. Значи, таков човек, усади не е човек, да е човек, ќе биде човек. И друга работа, културата пешачка е на нула овдека. Оддавна, значи, како дете, четврто-пето деление имавме предмет каде што моравме да знаеме дека по лева страна се пешачи, ако се иде на улицата што нема тротоари. Тоа го примети во Босна, го поштуваат, сега скоро во Босна го поштуваат пешаците, тоа идат по левата страна. У Србија по левата страна, тајна сута по десна страна. И што сакаш поеќе коментар сега? Ајде, поздрав. Благодарам за споделеното. Ете, од гледачот можевме да слушнеме дури и ситуација во сообраќајот каде што постои нетрпение, односно немање трпение да се односно да се дочека да пешаците поменат на пешачкиот премин. Се и се што можеме да посведочиме кога сме активни учесници во сообраќајот, така да останува еве според вас каде го гледате конечното решение. Дали може би помалку или повеќе, кој според вас повеќе ги или помалку ги почитува сообраќајните правила? Добар ден. Добар ден.
Добар ден. Многу слабо ве слушам. Добар ден. Сега е подобро, повелете. Види га, два тројца гледаше и уназад пред мене, добро кажа. Вака, ја ќе ви кажам, не е проблемот само во Скопје. Значи во сите градишта, јас звонам од Кочани. Значи на пешачки премен треба најмалку 5 метара да биде возилото уназад паркирано. Сега пешакот нема ориентација, он гази, а ја возилото не го гледам пешакот како да го сопрам на пола метро. Значи ставиле слушалки во ушите или на мобиле разговарат да дои предимство, значи само они имат предимство. Треба да го врнат старото правило. Да, погледне лево и десно како што беше, лево и десно, дали ја можам да го зауставам возилото на пешачки, а не само да мине на пешачки. Плюс пред пешачкиот најмалку 5 метара возилото да бидат паркирани за да го гледаш ти пешачкиот дали има пешак. И други икс работи. Пример, возиме во десна лента. Не смееш во лева да се паркираш. Според вас има ли доволно контрола сообраќајна? Не. Значи треба да ги врнат позорникарите на секој пешачки, не мора на секој, не преку 2-3 да стават еден позорникар и кој греши казна директно. Дали ќе биде на директор си или на било кој, казни го. Благодарам за споделеното. Еве кога веќе зборуваме за Кочани, а тоа не е многу одавна, на 10 мај, исто така беше пријавено дека на улица Тодосија Паунов во Кочани, повторувам, товарно возило Ford Fiesta со скопски регистарски ознаки, управувано од лице 46 години од Кочани, удрило во пешак 66 години од Кочани. Како и да е, еве според вас, кој повеќе или помалку ги почитува сообраќајните правила? Дали имаме доволно сообраќајна контрола? И еве, што е у нас според вас, што треба да се направи за да почнеме да се чувствуваме безбедни, бидејќи во последно време сме сведоци дека се диве и по парковите, и по пешачките патеки, по тротоарите, не се почитуваат дури ниту правилата од страна на пешаците. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. По втор пат. Ако може, во рете да се надополните. Не знам дали бев слушнат на крај, што сакав да споделам кога се прават некои статистики за викендот, колку казни се пишани, зошто се пишани. Сега, дали може нешто да се интервенира преку вас медиумиве, преку сите, кај се тие сообраќајки да прават оваа казни, прекршоци направени на кој е дел од државата? И да се каже и националност. Ако сме ние први, нека сме први. Еве, ја ќе се ставам од првите. Други, ако се први, они нека се први. Значи, тука е голема работа. Да се разбереме. Тоа е факт. Треба да се пишат и казните на националноста, затоа што бараме многу, и тоа да се каже. Каде се направени, колку се направени, колку сме ние, колку сте вие и колку сте тие. И еднаш во една емисија се јавив, зградите кај што се прават, до само тротоар. Самиот тротоар е блокиран со шипки, со што ти ја знам, со градежни материјали. Еднаш ми се јавиш кај што удри кола девојка, не знам дали се уште жива, дај Боже, во железара. Лука Елена пишуваше на тоа рекламата таму, цел тротоар беше со шипки паркиран, ставен. И човекот, девојката да помни, разговараше на телефон, тоа е вистина, од позади ја собра ја удри, ја дигна на... Благодарам за повторното вклучување, така да додека траеме секако добре дојдени сте сите, доколку сакате нови 90 секунди. Име дел од реакции и коментари. Даниел Пауърс напиша: кога возат точаци електрични тротинети низ сред градскиот трговски центар или други молови, плоштатки, што останало за на улица? Дивјаци, еден куп. Јовица Атовски, Атос напишал: абре луѓе, 100 пати сум искоментирал.
Џабе се камери, камерите само ќе помогнат да се фати сторителот на криминалот, но немаат никаква превентивна улога. Спас е само да се врати на улиците полицијата. Кога зад секој ќоше ќе има обичен полицаец, тогаш прекршителите во сообраќај, лоповите и криминалците ќе закочат малку и ќе размислат 5 пати дали ќе крадат, возат брзо и непрописно и така натаму и така натаму. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Да, вие сте, повелете, ве слушам. И повака сега, јас вика на мојава улица е едносмерна. Кога можел да се качи на тротоар, ја не знам колку е тротоарот, 30 сантима, и да го бутне скроз овај знакот, не знам што да кажам понатака. Значи, ништо живо не ги запира. Луѓето едносмерна улица си возат во кој сакат правец и како сакат правец, едноставно како они си сакаат, нема полиција. Значи, и партизанска, каде што е тука пешачката патека. Значи, зашто тука, во време имаше полицајци со мотори, каде се тие полицајци со мотори? Да шетаат, да вртат кругови. Ете, ајде, пешак не можат, кола ќе седат, не знам. Значи, све се има моторизирани, зашто да нема? Имаше и со велосипеди едно време полицајци. Каде се тие? Тие со велосипеди полицајци да вртат, да возат тука по пешачките патеки, тие со мотори на друг терен, па и тие со коли. Ја не знам, значи моторизирани не можат, а камоли пешак да речеш како порано позарникариве да шетаат пешки. Значи стварно еве пак ќе кажам, значи може на велосипед, може на оние некои веспи да речам, не мора на некои неголеми мотори све. Значи така да имаат услови, има све, само треба да направи полицијата да направи еден ред со тоа, ништо друго. Значи ги има полицајци, претпоставувам, ако нема нека примат. Значи само полиција, ништо друго нас овдека не пере. Ние сите џабе се можеме да си коментираме, избориме и сообраќајки да се А еве еден коментар на Љупчо Лаовски, кој што е искоментирано еден ден предходно. Вчера навечер на сред тротоар во Ѓорче, две девојки од 17 и 18 години се качија на мотор и изгубија рамнотежа. За среќа на мојата сопруга и 3-годишна ќерка некако се отргна и она успеа да го задржи моторот и да не настане поголема несреќа. Истата дојде да се извини. Но, утре, кога ќе се случи вакво страшно нешто, ќе биде касно за извинување. Родители што им дозволуваат да лудуваат со мотори, не им правите добро. Напротив, ги зацрнувате другите, вас и вашето дете. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Ало. Добар ден. Во Царвена линија си? Да, повелете, ве слушаме. Јас ќе кажам, мало треба по-брза постапка да превземе едукација во врска со автошколите и комисиите за полагање, да дојдеме до некој ред и култура во сообраќај. Значи, многу не е слаба едукацијата на кандидатите во автошколите и во комисијата за полагање, и затоа иди до вакви тешки сообраќајки. Иначе, законот е добар и исправен, значи треба да се кажнува, но не е сиот што во казувањето, него во значи едукацијата, значи да го спремиш ти возничот, не може тој да појди одеднаш, а не знае, прво знаците не ги познава, а да положи тест. Тестот да го положи на прва, тоа не ми е јасно. Јас имам сега 60 години, значи, и ја познавам доста оваа проблематика, инструктор сум бил и во комисија, значи не може така баш тоа да го исправно, и јас сега не ми е јасно како полагаат на прва тестови, а после имаат во фактички оддел тешки проблеми. Значи, тоа треба да... според вас, еве како инструктор, како може да престане дивењето, дали треба да има повеќе контрола? Едукацијата и каквото е во автошколите и во комисијата за полагање, значи, треба добро да си преземе мерки, значи нешто. Така, благодарам за споделеното. Сега го продолжете и вие да не гледате. Радка Димитровска го има напишано следно: треба да стават такви бариери само пешаците да можат да поминуваат, а возила да не можат да влезат. Може би ќе биде посигурно. Борче Попов има искоментирано: така било на Дивиот Запад пред 1 век и денес во Северна М. Вали на
напишала пешачки патеки се преполни од мотори, има ли полиција градов или нема? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Игор од Битолаc, поздрав до вас и од Телма телевизија. Благодарам, Игор. Повелете. Јас ќе речам вака. Повеќето патници на коли ги замолам да си седат дома, да не ги палат колите, да ги гледам, само ги палат, ги гасат, ги палат. Секој си има свој дом. Нека си седат дома, што има потреба со возило, например до продавница со кола додам пешки малце и сакам да речам цена за тротоарите низ Битола, низ Скопје. Тротоарите за пешаци се мали, нема тротоари, нема кај да пешачиме. Јас не сум шофер. Нема кај да пешачам и ностоп покрај мене врват коли, па жилет покрај мене одма ќе ми изгасат. И ги замолувам сите граѓани да возат пажливо со колите, пажливо. Значи не се брзато, не може 120 во град 120 да вози. Игоре, еве според вас дали и пешаците внимаваат каде се движат? Еве како е од другата страна? Какви се пешаците? Пешаците се внимаваат кај се движат, но многу има моторчиња, има коли, па некако се втурнуваат во пешаците колите, некако намерно модат во нив, намерно моди во него по нозете, моди намерно. Така нешто мислам. Да намалат со возањето, да одат поќе пеш. Ки замолам граѓаните да не користат возила. Оти му рече еден таксист, моли, па да не сакате до дома да ве однесам до дворо, му вика, до дома до двор. Благодарам многу за споделеното. Продолжуваме со вас. Дали возачите доволно ги почитуваат пешаците и колку пешаците внимаваат каде се движат? Дали има доволно контрола? Дали е доволно сигнализирано? Како да имаме побезбеден сообраќај, како да се чувствуваме побезбедно и како пешаци, но и како возачи? Добар ден. Здраво, Тина. Поздрав до вас, повелете. Пешаците не убиваат возилата. Значи, под најхитно монитор, систем, камери, секаде, на секој пешачки, на секој раскрсница, на секој црни точки, на секој критично место, каде што дивеат. На времето, кога беше Груевски на власт, компјутер за секој дете. Ова е многу помал трошок. Подхитно, никаков пробен период. Одма, проставување на знаци, дека има монитор, систем, камери, 24 часа нон-стоп, надзор и нормален суд. Одма ќе се реши. Првиот месец ќе се среди све. Камери, подхитно. Никаков пробен период, каков пробен период. И секаде проставување на знаци, во многу места, да речем, селски населби, замислете, регионален пат, врзува 3 општини во Битолско, од едно село, да речем, како од дома се приклучува и бара десно правило. Значи, Чикмак се приклучува на регионален пат и десно правило. Полицијата, значи, се случува сообраќајка, многу ми е познато све, работам во сигурување, сум имал многу случаи, и побарање на тој што е од... Благодарам многу за јавувањето, за споделените ваши ставови со гледачите на Црвена линија. Се исклучува во моментот кога тајмерот ќе одброи 90 секунди. Секогаш кога сакате да се надополните, повторно можете да се вклучите. Благодарам уште еднаш. Добар ден! Добар ден, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме. Убав ден ви посакувам. Вака, моето мислење дека во нашава држава сообраќајната култура е на многу ниско ниво. И од страна на возачите, претежно на возачите, а и со помала доза и на пешаците. Недоволно почитување на дозволената брзина на возење, поготово на возила на моторите. Но ќе јас живеам на булеварот Февруарски поход. Цела ноќ
до Сабајле се преку прозори затворени се слуша дивење на мотори. И тоа во колони по неколку мотори, не еден, него во колони, дали се тркаат, не знам што е. Постојат и ве забележувате ли, да речеме така, кога ќе се вознемирите, да погледнете навечер контрола, има ли некаква? Никаква контрола. Прегледнал ми е од балконот и булеварот ми е прегледен, никаква контрола. Плюс живеам во зграда каде што балконот ми гледа во зграда во која што има 2 казина. Паркираат на паркингот пред нашата зграда и нон-стоп има и во казината. Благодарам за јавувањето. Останува само уште 2 коментара да ги прочитаме на Facebook Црвена линија. Боби Милчевски напишал: улица се преминува на пешачки, ама откако се обезбедат сигурни безбедносни услови и со посебно внимание. Не значи дека секоја кола или автобус со 50 патници мора да застане, да господинот со слушалки во уши и заболен во телефон во раце да помине. Мора и тие да почекаат некоја секунда, минута ако треба. Љубен напишал: какво внимавање, и тие и ние зркаме, напишал во телефонот. Значи, сите гледаат во телефонот. Сега ќе ги гледаме малку рекламите, а потоа ќе ги соопштиме и резултатите како одговорија инстаграмиджи. Со А1 комбо. Гледај ги омилените филмски содржини на Супер. Ајде да погледнеме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, се знае, профилот е Црвена линија и профилот на Телма телевизија. И од понеделник учествувајте во секоја една наша наредна анкета. На денешната, на прашањето дали пешаците доволно ги почитуваат правилата, со да одговорија 17%, а со не 83%. Благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија и верувам дека следен пат кога ќе зборуваме за сообраќајната култура и безбедноста во сообраќајот, секако ќе бидеме горди на она за што ќе сведочиме. Сега ќе ве потсетам да кликате и на telma.com.mk и да останете со Телма, бидејќи одамна не сум рекла здраво од минатиот петок на моите соседи Кате и Ненад. Па здраво бе, Тина, кај си, Тина, си изгубиш од те нема. Нено, кој повеќе внимава во сообраќајот, возачите или пешаците? Никој не внимава. Има ли доволно контрола? Сите се на телефон, сите нешто замислени, сите негде брзаат, никој не гледа таму кај што треба да гледа. Тоа е мојот став. А дали имаме доволно од оние кои што треба службено да гледаат и да водат сметка за контролата во сообраќајот? Па мислам дека не. Добро. Искрено не. Со вас убаво ли ќе си поминеме? Ма топ! Затоа останете на Телма, започнуваме